Благодарам, председателе. Почитувани, денес зборуваме за предлог законот за изменување и дополнување на законот за пензijsko и инвалидско осигурување по скратена постапка. Именно со донесување на овој предлог на закон за изменување и дополнување на законот за пензijsko и инвалидско осигурување се уредуваат бодовите за пресметка на платите на вработените во стручната служба на фондот, а со цел усогласување со законот за минималната плата и законот за административни службеници. Предложените измени на предлог на законот за пензijsko и инвалидско осигурување предизвикува фискални импликации. Финансиските средства ќе бидат обезбедени во буџетот на фондот на пензijsko и инвалидско осигурување на Република Македонија. Со членот 1 од предлогот на законот за изменување и дополнување на законот за пензijsko и инвалидско осигурување по скратена постапка, како што реков, се уредуваат бодовите за пресметка на платите во стручната служба на фондот за пензijsko и инвалидско осигурување и новина е тоа што се додава минималната плата како дел од платата, а со цел усогласено со законот на минималната плата и законот за административните службености. Така да, наместо во постојниот закон категорија Б од 540 до 716 бодови, категорија В од 430 до 540 бодови, категорија Г од 300 бодови до 400 бодови, со новиот предлог закон е ради вметнувањето на минималната плата, категорија Б ќе има од 218 до 393 бодови, категорија В од 108 до 217 бодови и категорија Г од 1 до 70 бодови и реално усогласување и мал бенефит ќе има токму оваа категорија. Тоа се всушност категориите кои што на чии плати се под нивото на минималната плата. Ние како партија баравме и искалесто усогласување на останатиот дел од платите, меѓутоа тоа не се случи. Тако што реков дека новината е додавањето, новината во методологијата е тоа што се додава минималната плата како дел на основната плата, а во делот на платата за определување, односно пресметување за работниот стаж на административниот службеник се вреднува според на постојниот закон 0,5% од деловите на плата за степен на образование и ниво за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20%, тоа е во постојниот закон, а во новиот предлог закон делот на плата за работен стаж на административниот службеник се вреднува во износ од 0,5% од збирот на делот на плата пресметена според бодови по категорија од став 1 на овој член и плюс минималната плата за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20 години. До 20% се извинува. Во новиот предлог на закон стои дека одредбата од член 1 ќе отпочне да се применува со исплатата на мартовската плата во месец април 2022 година. Овој предлог закон стапува во сила со денот на неговото објавување во службен весник на Република Македонија, така стои во членот 1, а овој закон е испратен од владата на Република Македонија на 12 април 2022 година. Се вели во законот дека ќе отпочне да се применува со исплата на мартовска плата во месец април 2022 година. Почитувани, ние денес сме 30 март 2023 година, што значи дека овие луѓе усогласувањето кое што требаше да го добијат до септември минатата година, ќе го добијат тек сега од кога ќе настапи во службен весник овој закон. Така што од овде можеме да заклучиме каков пропуст голем има направено и ако земеме да видиме дека имавме во текот на изминатата година и 20% инфлација, ако земеме да видиме дека некои од основните производи се покачуваа и во проценти и меѓу 30 и 50%, синдикалната кошница според Сојузот на синдикати на Македонија во декември 2022 година изнесувала 51.235 денари за 4 члено семејство,
од кое што можело да на 4-члено семејство му биле неопходни 19.226,11 денари за исхрана и пијалоци, 13.093,22 денари за домување, 3.050,95 денари за одржување на хигиена, 3.668,61 денар за превоз, за облека и обувки едно семејство во декември 2022 требало да издвои 2.255,15 денари, за култура 1.067 денари, за одржување на здравјето 801 денар, што значи дека, еве сега овој момент, на вкупно на едно 4-члено семејство му биле неопходни 43.163,17 денари за задоволување на минималната синдикална кошничка, а кога на тоа ќе се додадат и трошоците на живот, односно инфлацијата 18,7% колку што беше во декември 2022 година, или тоа се 8.071,51 денар, се доаѓа до бројката од 51.234,68 денари. Што значи дека покачувањето на минималната плата ги прати трошоците на живот, односно е во согласност на инфлацијата, моменталната инфлација и споредбите кои што сакате да ги правите некогаш и сега, дека постојано се покачува минималната плата, почитувани, тоа е само ради инфлацијата. Тоа се гледа и од тоа што, како што реков, во декември 18,7% или 8.071 денар, 51 денар. Сега се планира согласно, бидејќи минималната плата во март месец се осогласува со секоја година, согласно податоците од Државниот завод за статистика, и тоа 50% од порастот на трошоците за живот и 50% од порастот на просечната плата од изминатата година, сега се треба за март месец минималната плата да се покачи за 20.175 денари, а почитувани ние ја немаме усогласено на оваа група луѓе платата од 18.000 од претходната година. Сега за ова е голем пропуст, макар што покачувањето е мало, меѓутоа секој денар е битен за граѓанинот кога ќе влезе во маркет, а колку се грижи оваа власт, се гледа токму од овој пример, од ова спроведување на ова предлог законско решение и од примерот на министрите кои безгрижно си играат фудбал, баскет во нивните канцеларии, а секаде се прокламираат за проевропски и прозападно ориентирани и без срам продолжуваат и без образ да ја плячкаат и уништуваат државата. Благодарам.